од 2010 па наому се случува со овие проблем. Сакаме винскиот сектор да се смене подхитно. Значи, законот за вино поставен од претходните да го смениме. Еве докаде не донесе. Значи, од 2010 па наому се не може да наплатиме. Една од тие фирми, ева и винаријата Стефани винарија, сите ја знаеме како Петра. Сега не знаеме од кого да наплатиме. Значи, јас лично, иницијативно, собрав од документите од сите тука што имат побарувачка од Кајнев, ги однесив во Скопје, кај инспекторатот. Инспекторатот крева раци. Значи, кога господин инспекторате и натаму, вие кревате раци, ние тука, што да правиме со вие народ тука? Кога ние не можеме ни сами ни да обстоиме како земјоделци. Сакам подхитно министерот за земјоделие да дојде тука и да разговараме како понатаму со вие земјоделци. Да не одиме да блокираме патишта, да не одиме да блокираме и други работи. Јас лично имам околу 2.500 евра, тоа е околу 150.000 денара пари. Не знам, имат луѓе што по 5.000, по 10.000 евра. Значи, кога јас ги собрав тие документи, таму имаше околу 300-400.000 евра пари. Сега натаму, значи, ние уште не може иницијативно да се собериме, не знам колку е сумата на другите. Значи, околу милион сигурно има. А една визба, која, еве, например, ќе земе винарија Стефани, од 20 милиона капацитет евра внатре, па да направи проблем за лозарите за 1 милион да не му исплате, значи, криминал невиден. Не знаеме кај да се обратиме, ќе продолжиме и понатаму да штрекуваме се додека вие лозари не си ги исплатат парите. Значи, срамно е вовиш. Партиски не сме определени и ја ќе ги водам вие луѓе се додека можам. Јас имав околу 150.000 грози да денам и платија само 40.000, 45.000. Другото е неплатено. И се поднесоме тужби таму, извршители. Вика 53 си ти наред. Ако допре до пари, тогаш. А ние ако сме должни, од джепот ни ги зимат. И треба да преземе нешто, да замеша Министерството, владата, да се најде кој е кривец за ова што е дојдено до вака. Прво пишаме 50 тона, се увредија со тие 50 тона, му доме 200 тона, од 200 тона 30 тона само ми се платени. Така да имам 30.000 евро взимање пари. Сега од културна гледна точка цело време теквеш го тужеме. Не свалија таму, ајде да не свалат и вие луѓе, не тужеме. Рачунајќи дека кога ќе отидеме се убави збори, многу се културни за таа, знаат многу убаво да не обработат нас. Прв си на спискот кога ќе добиеме пари. Затоа до сега не ги тужеме. И обтужиме, ама касно и обтужиме да ти кажам. Значи треба грози да биде најмалку 18 динара. Мислам тоа е како параметар за мерење на цената на гројство. Човек му Скопје ќе преговараме до некој момент, на ѓоа наводно не подржават и на крај ќе ни исплазгат. Тоа од 13 ни го зема за 12 динара за одма плаќање. Како до сега нема пари, одеднаш и не идоа тие пари да ни платат одма. Јас сум Дане Јошев, со 22 декара лозе. И од 2015 дадов тука, има и во Повардарија дадено, а и тука. Исто извисиме. Тука извисив околу 70.000 уште имаме взимање, а во Повардарија уште 100.000. И нема крај со винарите, али ова сите винари си прават секоја година по една винарија ново оро. Се по една винарија излева да ги зафркне земјоделците да не земе пари. И сега ќе ви кажам зошто. Лично тука седам во близина и идев поначесто тука. Тука оваа винарија требаше да го исплатат гројсто, требаше да дојде го чистија кругот тука, дојде купец еден од Австрија, од кај требеше, и требеше да купат заеднички со Петра 50-50, да работат да не исплатат нас. Али од тие случаи за 7 дена имаше за размислување, мислам, купецот и дојдија другиот у петок дојдија, а другиот четврток му продадија на баш тука е на Бруно што стои оној нама со брадата, што си ја зема фирмата. Народот заспа некако преплашен, однаден, ќе дадат пари, ќе даде, он не обештети ни еден земјоделец. Его тука си ја зема фирмата, сега останаа уште овие бараки тука на Петра, останаа за 1,5 литра цистерни и еден мулјач. И сега од тоа ние сега не сме во тек. Банката имала 1,200.000 евра. А
нашите околу 530.000 евра взимање на лозарите. И сега ние не сме во тек. Виното идам цела недела, тука го изнесуват со цистерни и го изнесија. Дури тоа што било нешто 2-300 тона викат расипано и тоа се е собрано. Го изнесија со цистерни. Го носат во Валанду. Не сме известени во Валанду, во која винарија го носат. И сега со банките ние немаме ништо, тоа треба државата.